Почитувани, во време кога Заев оди да отвора автопати низ соседството, подсетуваме на неговите славни изјави. Ајде да ја погледнеме изјавата. Почитувани граѓани, во планот за живот во Македонија испланиравме нови 600 километри автопати, 550 километри магистрални и 1000 километри локални патишта. Само во првите 2 години ќе вложиме 600 милиони евра за изграда на патишта. Ова е една пресконференција на Зоран Заев, дадена во Струмица на 7 декември 2016 година пред изборите по кои што направи мнозинство во парламентот и владее во Република Македонија. Ова, почитувани, што го видовте, е Зоран Заев од СДСМ. Ова е легендарната изјава, дел од заевизмот. Не само што нема никаква инфраструктурна инвестиција, не само што нема никаков план, како што вели, за живот, а од 600 најавени милиони евра за патишта за првите 2 години нема ни ш. Показател за ова се готовиот автопат Миладиновци-Штип, инвестиција вредна над 200 милиони евра. Автопат кој што е готов, изграден, а најави за негово пуштање има секој следен месец во овие 2 години. Само годинава на 3 пати има лаги дека автопатот туку што не е отворен. Според информациите за причините за одлагањето за отворање, најново е дека немало поставено мрежа за спречување на овци и на друга стока да минуваат преку патот. Те се чека технички прием, те се изнаоѓаат некои потреби за доградби, па повторно технички прием, па сега мрежа. Милион оправдувања, додека граѓаните при готов автопат трошат повеќе гориво, повеќе загадуваат, возат подолго и повеќе. Ама како беше славната мисла на СДСМ? Сиромашните и онака не возат. Автопатот Кичево-Охрид 18 месеци нема никаква активност. Ништо не се работи. Дури и таму каде што беше извршено тампонирање, а не е асфалтирано на време, се појавува денивелација на трасата, односно потонува тампонот. Значи потребно е наново тампонирање за да може да се асфалтира. А тоа се нови трошоци за кои што некој на крај ќе треба да одговара. Уште потрагично е што минатата година на почетокот на ноември е земен скоро 190 милиони евра нов кредит, а сега, по повеќе од 6 месеци, оваа власт нема ниту камен преместено со овие пари на оваа делница. Почитувани, на виделини излегува и лагите, односно заевизмот за автопатот Кичево-Охрид, дека се сгрешени трасите. Ниту трасите се сменити, ниту има нов инфраструктурен проект, што е потребно за да се смени трасата. Нема никаква постапка за измени во тек на градба до Министерството за транспорт и врски, што значи немало никаква грешка или не се работи за потреба од исправање на трасите. Почитувани, автопатот Скопје-Штип требаше да биде пуштен на 1 мај 2017 година, а Кичево-Охрид би требало, односно требаше да биде довршен до крајот на февруари 2018 година. За несреќа, државата од 2017 година е во рацете на криминалниот клан СДСМ, што продолжува со традицијата зад себе да остави само споменици за уништена економија. Дури и Европската унија нотираше огромен проблем во нетрошењето на буџетот за капитални инвестиции, кои што носат реален раст на економијата, додека расте задолжувањето. Но за тоа треба работа и желба, а не посветеност само и само за криминогени тендери за полнење на партиските джебови. Почитувани, планот за живот и 600 километри автопати постои само во главите на заевистите. Се што го поврзува Заев со автопат е играњето чошек по наследената готова нова делница од автопатот, кој што понатаму го преименува во пријателство. Се друго ќе заврши како лопатата од патот Велес-Прилеп во 90-тите години, повозрасните се сеќаваат на тој проект. Или како вели народната, кога Заев ќе рече дека нешто ќе направи. Не мора да го подсетувате секоја втора година. Во случаев, нели, секоја година или секој месец. Ви благодарам.